Don't forget what you had. Don't get. Добро утро на сите и добро дојавте во ново влогче. Денеска денов го почнувам многу рано. Многу рано. 5 часот на сабајле. Сонцето што не изгреало, ја ги изгреав. Не можам да спијам. Не ме држи сон, не знам што. Мислам дека сите ги имаме тие вечери каде што едноставно не држи сон и не држи. It's 5 a.m. in the morning, guys. We know. Good attitude. Have a good day. Мислам дека сите ги имаме тие денови каде што едноставно не држи сон, не држи место во кревет и не можеме да спиеме и денеска ми е на мене еден од тие денови, не знам што се случи. И си викам, што ќе се мачам да не спијам, барем ќе станам, ќе бидам продуктивен, нешто да направам, макар не спијам. Иако јас сум човек, јас сум од тие луѓе што ако не си ги имам 7, 8, 9, колку и да ми се сати, и на мене оптимално време ми е 8 сати спиење, не функционирам. Колку е сега да видам? 5:58. Ако размислиш, времето не може, според време во сега, не може да се открие дали само што се стемнило или само што ќе се разденува. Нема разлика, буквално нема разлика. Ама за некои 15 минути од сега ќе има многу разлика. Најакото од сега е што ништо не е отворено, ниту кујната, ниту музичкава зграда, тоа се просториите каде што се влегува за клавирите и така натаму. И не е отворено, туку ова предсобјаво е отворено, а не сакам да бидам во соба. Ќе се поставам овде некаде, каде ќе можам да најдам струја. И сакам да го искористам време да измонтирам влог, кога веќе сум буден. Пробам да најдам на Google што е работава позади цело ова. Get out of bed when you can sit down, try to focus. Добро ти кажеш што да правиш. Ако не можеш да спиеш, излези надвор и напи се чајче. Што ако немам чајче? Зашто не можам да спијам? Имаш нерегуларно спиење. Тоа е вистина. Затоа што секој ден легнувам во исто време, легнувам на 10:30, ама станувам некој пат во 6, некој пат во 7:30, некој пат во 7. Речиш и се будиш сам себе што речиш. Не би рекол да беше тоа, ќе знаев, ама окей, добро е да се знае. Или јадеш одма пред спиење. Тоа не е сигурно, затоа што не јадам. Вака една работа, кога нешто се случува во животот, прва работа не парајте на Google, туку консултирајте се со некој. Подобро е мислење од некој него ли. Затоа што ова претпоставам дека не е ништо, као се разбудив онака без причина и не може да заспиам. И некој самиот свесен сум дека као не е некоја голема работа, али спиење као спиење ми значи и се надам дека нема ми се случува секој ден вака. Завршено. 6:49 сабајле. Мислам дека поставив рекорд за саботажа. Ако да се обаре се колку? Помалку од 30 минути. Затоа што не почнав точно во 6 часот. Во 6 бев на друго место. Дојдов овде. 6:20 некаде почнав, ако не се лажам. 6:20 почнав и окей, пак ќе му дое 30 минути. Не. 29, едната се рачуна. И се уште рендер и да го ставам на YouTube и поголемиот дел е завршен. И исто така се разденува надвор, не знам дали може да видите, се гледа сигурно. Така да ќе одам да фатам доручек и кафе, можеби. Не пијам кафе, воопшто не пијам кафе, ама
Сега, сабајлево не знам, вкусот на кафе сакам да го... Има безкофинско ќе пијам. Веќе се познава дека на сабајле. Ова време го нема навечер, кога би се стемнувал. Ова е веќе сабајле. Morning. Живели. Не се преправ, стварно е жешко, како паре излегува од него. Ама тоа е косум паметен. Живели. Пред 2 дена имаше едно видео со поздрави што го направив и добив приватна порака на Инстаграм кај што еден ме праша кој е аранжманот, кои се акордите. И е многу едноставно, само за кратко да ви го објаснам. Ќе пробам да го направам да е интересно и за тие што ги интересира и за тие што ги интересира. Значи, левата рака е 4 ноти. Чекај, секунда, прво да ви оцерам како звучи. И се врташе се околу тоа. Некој свири джез до мене. Значи, се врти околу тоа. И се 4 акорди. Цис, Адор, Б, К, Б, окей. Значи, овие се. Тоа. И десната рака импровизира според скалите во едор. Според тоновите во едор. Сега треба да најдам начин како да држам камерата. Ќе ја ставам во ова. Тара! Толку е. Нема повеќе математика. Барем мислам. Да беше математика немаше да го разберам. Ужасен сум математика. Мислам, не дека сум ужасен, ама не сум ни сјаен. Иако ме боли ненормално ногава, тоест малку и подобре, може да му кажам дека доста подобре, сакам не ќе да прекинам со вежбање, а не можам да трчам директно, затоа што мислам дека ако се тргнам да трчам, ќе направам уште толку поголем проблем. Бидејќи болката на ногата ми е, значи, ако ова е стапалото, не е одоздола, туку од страна, као овде. И не ме боли на местото кај што се прстите. И мислам дека ако се качувам по скали, ако тежината ја ставам нагоре, ако тежината ја ставам нагоре на прстите на ногата, нема да ме боли. И сакам да пробам да најдам алтернатива на трчањето, за да не се запоставам. Не знам, може би е многу ненормално ова што го правам, не ќе да прекинам. Имаме едни скали од дека и ќе пробам на нив. Мислам дека можам. Мислам дека можам. Направив еднаш 2 пати и мислам дека ќе биде окей. Окей, дефинитивно можам. Ово уште 50 пати и завршен сум.
Можам да кажам дека се издржува, као не е да толкава болка, се издржува, ама дефинитивно не е пријатно во никој случај. Но не се откажам. Чисто затоа што сум ја довлечкал кондицијата до овде и знам колку многу ми требаше, така да не ќе да прекинам во никој случај. И ова не е, баш сакам ова да го видите сите како мотивација. Да излезете, да прошетате, кој му се трча, било што, не знам ни што зборам веќе. Треба да си ги продолжам. 30 направив, уште 20. Чекај дојдам до светла се гледам. Само што најдов многу добра вежба. Скалива, нагоре надоле, 50 пати. Првите 30 само нагоре надоле, а последните 20 на секој е долу по 5 склека. 1, 5 склека, 2, 5 склека, 3, 5 склека. Не само што не ме боли ногата, загреано ми е телото, туку одамна не сум бил вака као предизвик. Затоа што стално кога трчам и кога веќе после некој време ги трчат истите километри, не е толку тешко. Ова е стварно предизвик. Одиме на бањање, една за одјава. Тоа е тоа. И уште треба нагоре се качам, али тоа е тоа. Легнам да спивам и мене ми завршува дека денот. Фала ви многу што гледавте влогов, се надам дека уживавте. Ако уживавте, обавезно ставете лайк и не заборавајте да ставите subscribe. Се гледаме утре со ново видео.